Интересно е после 15 години редовна музичка кариера да бидеш дебютант на нешто. Ги враќа пеперутките во стомакот дефинитивно. Ја враќа онаа првична возбуда да се застане на голема сцена. Ги враќа сите емоции назад. И секако, нема ништо убаво од тоа да се качиш на сцена на фестивал кој што толку многу генерации има израснато, уклучувајќи се и самата себе, така да чисто и вниманието апсолутно за мене беа големи. Што значи Макфестот за вас пред да застанете на сцената и да настапите овде? Макфест е фестивал за кој што, како што кажав пред малку, расте. Макфест, Скопскиот фестивал, оние убави македонски фестивали на убава македонска музика, со кои што ние ги поминавме нашите детства пред малите екрани, заедно со родителите во скут прво, после тоа веќе како поголеми. Сега едно сосема поинако сценарио, во кој што апсолутно не знаев дека ќе се најдам и дека ќе го одлучам ова да го направам, меѓутоа, ета, логичната прогресија ме донесе тука и ета, се случи тоа што се случи. Возбудено, убаво, секогаш има простор за подобрување, меѓутоа мислам дека она што сакам да го кажам барем искрено. Така, многумина од брзите генерации пејачи велат дека Макфест не е тоа што беше. Се враќали стариот сјај, има ли ентузијазам во младите пејачи според вас? Многу работи не се како што беа, не е само Макфест. Не верувам дека е само да аспект на фестивал и организација на одреден фестивал, туку е повеќе до самата енергија и атмосфера во која што сите ние секојдневно живееме. Така да сега веќе има поголем ентузијазам за разлика од пред неколку години затоа што ни се случи тоа што ни се случи, оваа глобална криза и пандемија. Знаете како, јас длабоко верувам дека кога има големи кризи, тогаш културата секогаш мора да процвета. Така да, ова е правиот момент. Hvala, Rosy,